Тешко е кога ќе се помисли дека е лесно да се биде политичар. Мака да станува поголема кога огромното даскалско его лекум ќе му пристапи на топот испечатена хартија ставен в рацете. Така лесно пропаѓа сиот напор и бива целосно подценет трудот што го вложил оној кој го напишал тоа што другиот не го научил, а му е непријатно да дзирне во него. Од трудот кој што и онака лесно и онака тешко го трудот и онака кој што тешко го трудот кој што тешко им е платен. Тоа сакав да кажам. Ова сакам кажам, не знам речаме прочитано и нему му е потребна лекција, која е должна да ја чуе. И секој оној што се мисли дека реторички, во отсуство на дела, ќе може лесно да ги прескокне бариерите, остварувајќи историска квалификација и за пролетниот сегмент од Европската лига. Ако си фудбалски играч, вежбаш или фудбалски клуб, вежбаш, доаѓаш до одредено ниво и тогаш почнуваш да играш во повисоката лига. А ние викаме, ние сакаме во повисоката лига и сега ќе ви докажеме дека ние всушност заслужуваме да влеземе. Па малку со мамење, малку со ова, малку со она, малку со попуштање и гледање низ прсти и слично. Значи тоа е проблемот кај нас. Проблемот е навистина кај нас, оти кој би помислил дека во таква лига на располагање се уште би биле играчи кои одамна требало да го следат над преварот, ама не од клупата за резерви, туку од трибина. Оти веќе за нив нема интерес дури да бидат ставени на слободната трансфер листа. Ним лекција не им помага, оти ни неа нема да знаат да ја прочитаат. Целата на оваа задачка средба е потпишување на меморандум, затварање на прописните дивни депонии. Потребна е голема лопата со која ќе се расчисти, но и храбар влез во пештерата, од која надвор ќе се извадат сите карпи кои го отежнуваат пробивањето на тунелот. Ќе бидат осветлени на собраните политички лилјаци, кои предолго уживаат во благодетите на вечната темнина и ќе бидат разбудени оние што се обидуваат да го фатат зимскиот сон. Еве не излегува мечки во амандманите, нема ништо скриено. Нема ништо закукулено, замумулено, тоа беа дебатите тие. Доколку се кријат од него тоаш на помош, треба да се повика вечно талентираниот, политички се уште не до крај реализираниот GPS на ВМРО. Тој изгледа поседува неверојатна ориентацијска способност и успева прецизно да ја алоцира секоја адреса на која се наоѓа некој незадоволен член на владеачката партија. Пред 15 минути доаѓав наваму, застанав да земам нешто да јадам, тоа беше една бројкџулница. Имаше една жена од околу 60 години и буквално ова ме го кажа пред 15 минути на пат ваму. Вели, Владко, јас сум од СДСМ, многу сум разочарана. Значи, тоа е оној дуќан што е на Партизанска на крајот, значи кога се врти кај Илинденска, кај поранешна стара телевизија кај Телма. И на крајот, во секоја бурекжилница се прават и сладки. И во таа на Илинденска. Оние со кои заедно го славиме, ги пишуваат со Д, а на македонски се пишува со Т на средината. Ама имаат една иста состојка, која изгледа не име по вкус на политичките диабетичари. За нив, и за нивната историја, постојат две држави и еден народ и Захариева, министерката за надворешни работи. Кафеав или бел, во прав или во коцка, се едно. Доста солевме, време е и ние, конечно, да се заблажиме.